Квалитетна храна не секогаш значи безбедна храна. Може да имате безбеден хамбургер што не е контаминиран со хемиски адитиви или бактерии, но тоа не значи дека е квалитетен за јадење. Ова го истакна магистерот во областа на квалитетот и безбедност на храната Моника Стојанова, која денеска пред средношколците од Скопје водеше едукативна работилница на тема "Конзумирај безбедна храна, доби половина здравје" во организација на Домот на култура Кочурацин. Целта на работилницата е да се едуцираат и запознаат младите во правилниот избор на храна. Двата клучни поими што се споменуваат се квалитетна и безбедна храна. Квалитетна храна значи дека ставаме акцент на нутрицидниот состав на храната, колку протеини, јаглени хидрати или масти содржи намирницата што ја јадеме. Но кога зборуваме од аспект на безбедност на храната, мислиме на тоа дали храната е контаминирана со страни тела или е безбедна за јадење. Најмногу треба да се внимава на чистата храна, правилно да се зготви, да се чува на пропишана температура, да се користи исправна вода и свежи намирници. Лицето кое работи со храна секогаш треба да носи заштитна капа, да користи правилно заштитни ракавици и секако недозволени се лакирани ногти. Секое вработено лице кое е болно, кива или кашла, треба да се отстрани од производството. Вработените во земјава најчесто не се придржуваат до наведените правила, поради недоволна обука, но доколку некој потрошувач најде на ваков случај, мора веднаш да реагира за да се зголеми свеста кај луѓето. Според Стојанова, најнебезбедна храна за конзумирање во ресторан се парчиња лимон, коцки лед и зачини што се служат во отворени садови.